Благодарам, добар ден на сите. Непосреден повод за оваа пресконференција, драги пријатели, е алармантниот факт дека отсутството на владина политика и стратегија за одбрана на националните интереси во спорот за името со Грција не води од ден на ден во неприфатливо губење и паѓање на веќе стекнатите позиции на Македонија по прашање на идентитетските атрибути или користење на зборот придавката македонски. Да ве потсетам, во текот на мандатот на сите влади до сега во независна Македонија, од Кљусев до Вучковски, преку Георгиевски, и откако Република Македонија во членство на меѓународните организации, за нас е клучни Советот на Европа и Обединетите нации, сега и Европска Унија, таа го имаше правото да го користи атрибутот македонски за својот јазик и за својот народ во две битни ситуации. Тоа не беше оспорувано од никого, независно од напорите на противникот, Република Грција, тоа од почетокот да го спречи. Македонија тоа го сметаше за изборена позиција. Но оваа влада на ДПМН тоа го загрози. Слабата и празна реторика на оваа влада прв пат во историјата на независна Република Македонија директно ги загрозува нашите идентитетски позиции во странство и меѓународните организации. На тој начин, што поради незината непостоечка во основа политика за одбрана на националните интереси, директно им помагаат на нашите противници. Во клучните меѓународни организации, како последица од неприфаќањето и неразбирањето на политиката на оваа влада, наоѓаат начин во овие организации да го избришат зборот македонски од предјазикот на нашата држава и народ. Како последица на непостоење на сила и знаење исто така за изготвување на стратегија за решавање на спорот со јужниот сосед и дефиниција на нашите национални интереси, тоа е во основа битно, ДПМН разви реторика на лажна цврстина со која го крие тоа незнаење и таа слабост. Заедно, заради нив, сите македонци и граѓани на Македонија сме соочени со пораз на нашите позиции на меѓународен план. Ова е нов и ова е алармантен факт. Тој процес на паѓање на националните позиции мора да запре. Имено ја повикуваме од оваа позиција ДПМН да води политика на одбрана на националните интереси, вистинска одбрана на националните интереси и решавање на спорот со јужниот сосед. Да собере сила и консултира знаење со која ќе консолидира политика која прво ќе го запре паѓањето на атрибутот македонски од ден на ден во меѓународните организации и низ светот, а потоа ќе води политика на преговори и ќе го реши спорот. И тоа на основа без допирање на идентитетските атрибути на македонците и без промена на уставот на земјата. Тоа е возможно, ако не знае или нема сила на тоа, нека демисионира. Македонија се наоѓа пред критички период и никој не може да ја раскира позицијата на земјата по идентитетските прашања, кои, повторувам, до денес ги имавме изборено, а кои оваа влада од ден на ден ги губи пред нашите очи. Последен израз на таа слабост, на таа немоќ на политиката, се идеите кои ги слушаме, веројатно вие ги слушате повеќе од нас, а тоа е дека некакви лажни протести треба да се организира, дека треба да ги, замрзнеме преговорите или евентуално напуштиме меѓународните организации кај кои ги бришат атрибутот македонски. Тоа е всушност израз на таа слабост на таа политика и таа во овој случај и пред вас дав предлог да демисионира ако нема сила и нема знаење да ги штити нашите национални интереси. Благодарам, тоа е мојата изјава. Ако имате прашања, тука сум да одговорам. Терминот македонски почна да исчезнува во периодот на оваа власт, тука можете фактографски да го следите тоа.
Прво во Советот на Европа, постоеше една интерна инструкција во Советот на Европа за можност од користење на терминот македонски, независно од тоа што земјата е примена во Советот под поранешна република, Југословенска република Македонија. Тоа ни овозможуваше да го нарекуваме нашето малцинство и јазик фиксно македонски. Тоа се измени. И тоа се измени како гест кон оваа власт, чија политика апсолутно ја одбиваат, не ја прифаќаат, меѓутоа која како резултат ги нарушува нашите идентитетски позиции. И тоа е сериозно. Таа реторика со која не опива, тој опиум за народот кој користи, кај таа се бори, всушност резултатот фактички е катастрофа по идентитетските прашања. Да го ставиме се според за името и преговорите за тоа. Идентитетските прашања ние фактографски ги губиме како македонци. И тоа е алармантен нов факт. Потоа следеше, ако ги следите извештаите на Европската Унија за напредокот на државата, ќе видите дека во двата последни не се користи терминот македонски јазик, туку се користи државен јазик. Тоа е нов момент. Претходно не зборувавме за тоа затоа што имавме предлог за отпочнување и преговори, тој предлог, позитивен дел, ја абсорбираше енергијата. Меѓутоа, денеска, по новиот извештај, кај што ситуацијата е уште полоша, го имаме повторување на тој став, се повлекуваат од терминот македонски. Оваа влада практично со својата лажно цврста политика им помага на противниците. Тоа е моментот кој треба да го разбереме. И тоа е кризата која ова го отвара. Третиот елемент е Обединените нации. Се имаме нов момент кај Обединените нации. Ние во Обединените нации имавме следното титлување на терминот македонски. Македонски јазик во графата јазик и државјанство на државата под привременото име. Тие две. Сега во делот македонски јазик го нема македонски. Тоа е нов момент. Можеме да се поделиме на оние кои има симпатично оваа влада и на нас кои ни е несимпатично. Но фактите во овој случај се страшни. Тие го загрозуваат елементот на идентитетските позиции кои сите македонски влади ги имаа изборено. Ова не односи СДСМ, опозиција, позиција. Ова е сосема нова ситуација. И во таа смисла, а тоа е израз на губитничката политика, на нивното незнаење како да го водат националниот интерес во борба за во спор од земјата. Второто прашање беше ова од кога е второто прашање беше новата политика е карактеристично нивна. Од кога доживеа пораз за тоа прашање, сега се обидуваат со лажен активизам да покажат колку се они дрчни и колку ќе се спротистават. Како се спротиставуваат? Со само повредување на државата Македонија, себе и нашиот народ. Сега се повлекуваме мораториум за мрзнување преговорите, утре ќе предложат повлекување и замрзнување членство организациите. Друга опција немаат. Тоа е систем на една неспособна власт која не знае да ги артикулира своите политички интереси и се само повредува. Еден проблем е што таа се само повредува, но проблем е што го повредува македонскиот народ и неговиот идентитет директно, фактографски. Ова не е проценка на една партија идеолошка конструкција или напад. Ова се факти кои мораме да ги видиме.